Корењата и крилјата се двете нешта кои што родител мора да му ги даде на своето дете. И татко ми тука тоа успеа да го направи. Не ги даде и корењата и крилјата. Како некој да ги гледа нашите очи, едното како да гледа по празната пајажина и поразон. Второто пак како магла. Јас сум Бистра Комбаровска, керката на Разме Комбаровски и Александра Комбаровска, помладата. Живеам моментално во Виена, меѓутоа често си доаѓам во Струга, тука сум пораснала. Пораснав во светот на книги, поезија, писателскиот свет на татко ми. Сам имао среќу да последњу деценiju и нешто преко нje budem svedok i budem privilegovan. I ono što mogu kazati, gledajući i šire pojam poetike, književnosti i saradnje među narodima i nacijama, nekako je ta Struga sa Razmeom Kombarovskim bila ta toplina i milina kojoj smo se mi radovali i danas danju. Razme Tom Kombarovski znao više od 50 godina. Zapravo prvi put sam došao na Struške večeri poezije i tad smo osnovali mladu Strugu u to vreme. Tako da, naravno, to druženje je nastavljeno i kasnije. Razme je bio jedan od pravih poduhvatnika. On je između ostalog osnovao i ovde u Strugi godinu eseja. Најпрво почнува со поезија. Првите негови книги сите се поезија, потоа се префрла на романи и во еден период од својот живот, сваќа дека тоа е некаде пред 15 години, се сеќавам точно на моментот кога ми кажа: "Бистра, јас мислам дека сакам есеи да пишувам." Јас му викам: "Јас тато не знам ни што е тоа, знаеш како што се тоа, состави за македонски или што е есеј?" И тој ми вика: "Па и јас точно не знам, ама само откривам." И почна да се раздлабочува многу особено во европскиот формат на есеи. Татко ми беше многу разновиден уметник. Не пишуваше само поезија, туку и романи, есеи. Имаше често желба да организира различни збивнувања и настани. И едно од неговите места сега каде што сме моментално, каде што снимаме, е канцеларијата на Струшките вечери на поезијата, каде го помина по големиот дел од својот живот како секретар и председател во одредени години на Струшките вечери на поезијата. Razme Kombarovski, сонцето што не заоѓа. Сме имале на наше задоволство голема соработка со почитуваниот деец Разме Комбаровски. Посебно тоа се однесуваше на одбележувањето на година на есеот од неговата Медитеранска академија, која што го носеше и името на нашата установа браќа Миладиновци. Па и Разме сам по sebi je nosio u sebi taj identitet baš osobenog makedonskog intelektualca. Bio je izuzetan stvaralac. Njegova poezija je prevođena na mnoge jezike. Sada kada nema Razmea, da je bitno da se saberemo, da nastavimo, da ne posustanemo i da esej i Mediteransku akademiju nastavimo i možda sa mlađim snagama i još šire nego što je to do sada bilo. A posebno to ističem zato što Struga nekako sabira tu poeziju i za razliku od svih drugih u kontinuitetu.
Singičeko, te miluva. Pa se strane da ti reći tra la 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 tra la 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 la. Тој беше еден од основачите на бендот Струшки бисери. Мислам дека доаѓа коренот на Струшките бисери од Распеани стружани, бенд кој што постоел каде неговите родители Вера и Димитри Комбаровски биле членови, па и двајцата браќа Разме и Љупчо биле дел од таа Распеани стружани група. Тоа била група која што навистина се користела често за игранките или за некои посебни поводи, како општински настани или нешто во градот Струга кога се организирало, Распеани стружари доаѓале и во живо свиреле и пееле музика. И оттаму произлегува некоја таа тенденција за музика и љубов кон контрабас, гитара, а додека неговиот брат беше повеќе и клавиатура, пијано, различни инструменти, и ја формира групата Струшки бисери со која има светски тури. Сметам дека неговиот културолошки печат на македонската литература лежи овде, меѓутоа поради пријателствата и фестивалите кои ги организираше во странство, луѓето знаат со затворени очи да покажат каде е Струга.